Уметничка форма во која е прикажана семантичка содржина. Основен елемент на песната е стихот, кој се карактеризира со стегнати изрази со специфична звучност и значење, будејќи емоции и чувства во ризницата на македонската поезија, кои допираат до срцата на читателите. За соживот, за разбирање и прифаќање и љубов. Младата поетеса Магдалена Чапаровска веќе 9 години се занимава со поезијата. Љубовта кон пишаниот збор отсекогаш бил нејзин приоритет, со голема емоција и ентузијазам кон своите цели и замисли. Пораката од својата ризница на стихови ја праќа до љубителите на пишаниот збор, бидејќи, како што вели самата, најважна ми е нивната поддршка. Немам една тематика, во однос на тоа што ме окупира во одредениот период, за тоа пишувам. За мене пишувањето е алатка за лична интроспекција, така повеќе дознавам и за себе и за остатокот од светот. И имам песни кои се љубовни, ако во тој период сум била во такво расположение. Имам песни кои што се социјално ангажирани со некоја тема, ако нешто се случило, сум била окупирана со тоа. Двете незини стихозбирки, Скршен аватар и Еленот слушави ножито, се незината гордост, бидејќи се финансирани од Министерството за култура. Самиот процес на пишување за Чапаровска е награда. Едно од подрагите фестивали на кои што присуствувам секоја година од кога пишувам посериозно е 100.000 поети за промена, кој го организира Митко Говов во Струмица. И вклучена сум во секоја од тие антологии кои што излегуваат онлайн и исто испечатани. Друга награда која исто така поскоро ми била драга, не можам да речам дека е награда, но сум била вклучена во карантински приказни, збирка раскази, издадена во 2020 од издавачката Куќа 3. На прашањето дали ние цениме македонската книжевност и колку е застапена поезијата кај нас, изјавува Чапаровска. Пишуваат поезија многу луѓе, и помлади и постари. Мислам дека има еден нов бран на македонски поети кои што, не знам, јас кога ги читам нивните песни, баш онака се соживувам и мислам дека има квалитетна поезија и во Македонија. Да, дека има веќе неколку по-сериозни имиња. Не би издвојувала сега никој точно, меѓутоа да, има, например, Ѓоко Здравевски, например, одличен македонски поет. Има повеќе. Има, мислам дека поезијата е нешто во што се пробуваат многу писатели што го учеле тоа и што не го учеле, и некои од нивните песни и дела се навистина значајни според мене. Со нови планови кон исполнување на незините замисли, се надева дека сето она кој е во план да го реализира, на незините читатели ќе им остави трага.